Ја отварам 37-та седница на Советот на општина Крива Паланка, пред да го своиме записникот и дневниот ред. Градоначалникот на општината ќе даде кратка информација околу состојбата во Крива Паланка, како општинскиот кризен штаб се справува со ситуацијата, кои мерки се преземени, вие самите знаете, ги има, се споделуваат од страна на општината. Градоначалник поведи да не должи. Благодарам председателот за дадениот збор. Сметам дека преку сите информации кои што ги дистрибуираме од страна на општината, општинскиот кризен штаб, преку општинската веб страна, преку медиумите кои што се на располагање, социјалните мрежи, информациите кои што ги имаме тековно се проследуваат до целокупната јавност, но не е на одмет како советници или како непосредно учесници или креатори на сите политики на локално ниво да бидат информирани и непосредно рака. До сега, до овој момент, општинскиот кризен штаб одржа 7 седници на кои што беа преземени сите мерки кои што беа неопходни за справување со предизвиците од COVID-19. На почеток морам да кажам да упатам благодарност до сите субјекти, независно дали се тоа институции, здруженија на граѓани, политички партии, ограници на некакви представништва или министерства на локално ниво, вклучително и до целокупната општинска администрација за сето она што беше направено во изминатиот период и како резултат на тоа, бројките со кои што во моментот ги имаме во Крива Паланка, можам да кажам дека успешно се справуваме со предизвикот како општина која што се наоѓа на коридорот 8 и непосредно влез на граничниот премин од Република Бугарија во Република Македонија, дека бројката која што ја имаме во дадениот момент е на вистина на некој начин успех за Крива Паланка за начинот како се справуваме со сите овие предизвици. Имено од сите досега 5 регистрирани случаи кои што се водат како 5 во Крива Паланка, а фактички се 3, затоа што 2 од тие случаи се на општина Ранковце, но бидејќи општина Ранковци не фигурира посебно во онаа листа за известување, сите 5 случаи се водат во Крива Паланка. Ќе дадам кратко известување за сите 5 поединечно. Првиот случај кој што беше регистриран од клиниката во Козле, по префрлањето на инфективната клиника во Скопје, успешно излекуван и веќе е пуштен во домашни услови, значи како прв случај. Вториот случај се наоѓа во домашна изолација и со третман и на матичните лекари, но и на лекарите од јавно здравје Куманово. Пред викендот е земен прв бриз кој што беше негативен, кој што навистина охрабрува. Во текот на денешниот ден или утре треба да биде земен вториот бриз и доколку и тој е негативен, и ова лице ќе биде ќе се смета како излекувано. Третиот случај кој што е од општина Ранковце, вчера добив информација дека од 2 последователни бриса е негативен, значи и тоа се води како излекувано. Четвртиот случај е во домашна изолација и се уште е позитивен, и тоа е представник од општина Ранковце. И петиот случај кој што беше последен регистриран за лице кое што е од населба Трнци во село Конопница. Во моментот, кај него ситуацијата можеби е најсериозна, се наоѓа на респираторни апарати во градската општа болница 8 септември во Скопје и таму неговата состојба, како што бев информиран утринава од здравствените работници, се движи кон подобрување, но никогаш не можеме да бидеме сигурни дека знаеме за каков вид на вирус се работи. Во таа насока сакам да кажам дека конкретно за овие 5 случаи во моментот не се некаква закана за општото здравје и безбедноста на граѓаните на Крива Паланка, но во таа насока треба целосно да ги почитуваме оние мерки кои што се даваат и од Централниот кризен штаб, но и од општинскиот кризен штаб и препараките на Министерството за здравство и владата. Како што сте и сами сведоци, веќе од претходната недела имаме релаксирање на забрана за движење, која што како забрана за движење се намалува. Во текот на оваа недела, според оние најави кои што ги имам неофицијално, ќе следат нови дополнителни мерки кои што ќе бидат во насока на скратување на часовите за забраната за движење за време на викенд
и во време на работните денови, за да после правомајските празници имаме една многу по-релаксирана состојба. Во таа насока сакам да апелирам, како што и до сега бевме педантни во почитувањето на сите овие мерки за при излегување од дома, задолжително треба барем на јавен простор да се носат овие заштитни маски кои што ги имаме, да се прави задолжителна дезинфекција во рамки на сите институции, но и во рамки на нашите домаќинства. Вработените во институциите исто така да имаат обврската задолжително во текот на работниот однос на своето работно место да носат вакви заштитни маски и со тоа сметам дека како состојба ќе успееме да го менеджираме или да дојдеме до нови состојби во кои што ќе бидат укинати определени забрани кои што се однесуваат и во однос на движењето и нови во однос на оние рестриктивни мерки за излегување од дома и извршување на секојдневните работни обврски. Од денес општинската администрација работи до 14 часот, најавам дека после правомајските празници ќе се вратиме во согласно со оние препораки кои што ги добиеме од владата, најверојатно и на восстановеното работно време од 8 часа, со што сметам дека наполно ќе извршиме канализирање или тековно извршување на сите оние работни обврски кои што беа пред започнувањето на оваа криза. Се надевам дека она што ќе ви интересира исто така дополнително е однос на образованието. Чекаме насоки од Министерството и владата за сите оние мерки кои ќе бидат предземени новиот план, затоа што, како што знаете, се држи крајот на учебната година, се мора да бидат заклучени определени оценки кои учениците мора да се за оние кои што полагаат матура се донесе одлука за дали ќе имаме или нема да имаме полагање на матура, дали тој ќе биде на определен вид онлайн или не, но за тоа дополнително ќе бидете информирани и секако она што ќе ни биде како наша обврска на Совет е ребалансот на буџетот кој што мораме да направиме, но претходно го чекаме како ребаланс централниот буџет, ребалансот на централниот буџет, бидејќи од него во најголема мера ќе зависат сите оние активности кои што ќе ги превземеме со кратењето на локалниот буџет. Пред се тука во моментот не превземаме ништо затоа што така се насоките мораме Министерството на финансите да ги добиеме бројките конкретни кои што се по однос на дотациите кои што ги имаме за основното за средното образование за другите институции со кои што се работуваме, па дори потоа ние да превземеме наши мерки од наша страна, така да на некој од наредните седмици секако дека ќе се најде таква точка на дневен ред. Она што сакаме да го потенцираме дека е по однос на оние капитални инвестиции и проектите кои што ги имаме започнено, кажано дека нема да имаме никакво кратење на буџетот, дека тие нормално ќе се реализираат во периодот и со динамиката која што е предвидена, а се со цел да имаме ефективно завршување на тие предвидени активности во роковите кои што се предвидени. Ако имате потреба од дополнителни прашања, стојам на располагање. Благодарам. Благодарам, градоначалник. И прашања, и ве повикувам сите колеги, советници, да дадете можеби некоја препорака како општински кризен штаб сме испуштиле, не сме обрнале внимание, некаде каде мислите дека треба да се коригираме слободно, давајте насоки, не знам доколку е во ред, се ќе биде прифатено. Поведете. Благодарам, почитувам градоначалник, почитувам председател на Совет, почитувам колеги и советници, добар ден. И јас најпрви сакам да искажам благодарност од градоначалникот за ваквото излагање и за тоа што детално ни информира за сите активности кои што ги презема општинскиот штаб, кризен штаб, околу оваа состојба. И посакувам брзо оздравување на сите кои што се заболени и се надевам дека тоа ќе биде успешно и дека нема да имаме жртви во нашиот град. Исто така сакам да им се заблагодарам и да им изразам почит на нашите сограѓани за тоа како тие успешно ги почитуваат мерките кои што ги носи владата на Република Северна Македонија, како се носат со целата ситуација, за нивното трпение, разбирање и се она што се случува околу оваа ситуација. Можам да кажам дека покажа висока општествена одговорност и солидарност и грижа и за своето здравје и за здравјето на нивните фамилии, но и за здравјето воопшто на сите сограѓани. Општината досега успешно се справува со оваа ситуација и општинскиот кризен штаб, но јас би сакала како советничка група
Покрај тоа да им искажам благодарност што не вклучија во некои активности околу оваа нивна организација, но и да ги замолам за сите оние сет на економски мерки кои што ги подготвуваат за приватниот сектор, а кои што не се врзани со мерките кои што ги носи владата на Република Северна Македонија, туку ние како општина треба да ги донесеме. Би сакала да ја понудам советничката група да доколку има потреба да ја вклучат во носењето на тие мерки, затоа што и таа економска ситуација која што се јавува во нашиот град и која што им тежи на граѓаните, секако ќе биде голема и ние исто така чувствуваме одговорност дека треба да се вклучиме во донесување на тие одлуки и да ги донесеме колку може порано за да им олесниме на приватниот сектор во нашиот град. Благодарам. Благодарам, Тања. Друг некој? Дали ба разбор? Победи, Игор. Почитувам председавач, почитувам градоначалник, колеги советници и останалите присутни. Овака, добар дел од мерките се добро спроведени, добар дел од мерките треба да се работи на нивно коректно спроведување, да не биде како оваа сабота, да речеме, прскањето да се врши во пазарен ден до 10 часот. Во најголемата гужва, значи сето тоа може да се изведе во раните утрински часови или подоцна за време на политичкиот час. Тоа беше случај сега, бъде. Второ, би сакал да апелирам продавниците кои што работат за време на политичкиот час, од викенд за викенд да бидат различни, доколку аплицираат продавниците. До сега претежно исти продавници маркети се ангажирани да работат во политичкиот час. Може би тоа е до самите собственици на трговските објекти, доколку има простор да бидат различни, за да сите имат некој бенефит во ова ситуација. Уште една друга работа што не е поврзана со моменталната кризна ситуација, на една од претходните седмици имаше точка барање од граѓаните од село Конопница, поточно Мала Стублица и Лиска за приклучување, односно давање на нивниот локален водовод на одржување на ЕПА комунала. Остана за една од наредните седмици да се даде информација што и докаде е ситуацијата со тоа барање на граѓаните. Благодарам. Јас ќе дадам објаснување како командант на Општинскиот кризен штаб. Повикот го прави општината на веб страната и ги повикува сите оператори. Нема селекција, нема пристрасност. Сите оператори што се јавија, на сите им е дадена дозвола за движење. Значи не ние не издаваме дозвола, туку даваме дозвола за движење на сите. Наредната за тие што добија прв пат им продолжија да важат. Наредниот повик беше за другите и на тие им дадат никаква селекција. Доколку се јават, ако покаже интерес некој друг, значи никој од операторите не е одбиен. На сите им е дадена дозвола за работа. Што се однесува по делот за барањето, да, не сум заборавила ни јас, ни вие колеги советници, знаете дека тука иницијативата е посебно од колегата советник Велинче. Има грешка во барањето. Значи, они сметаат дека има 51%, односно 65%, значи нека си ги потполнат со податоци, да го вратат барањето и на наредна седница, така се договоривме, ќе ја ставиме како точка на дневен ред, затоа што тоа е во интерес и на жителите и на нас. Комуналното предпријатие ќе стопанисува со тој водовод, а они ќе знаат каква вода пијат. Победа. Читам председавач, значи први барањето од граѓаните, може си има приклучено колегата Велинче, не знам, или тоа барањето од граѓаните. Второ, ако треба да соберат дополнително подписи, треба да им кажеме на граѓаните. Тие чекаат од институциите надлежни, од општината, од ЕПА комуналец, да го решат проблемот. Бидејќи граѓаните не се запознаени, дека треба да ги потврдат подписите. Игор. Ви кажувам, значи, да го довршам. Граѓаните немаат таква информација на лице место. Односно, поднесувачите на барањето. Това ви гарантира. И
од другата дискусија, и тоа ви гарантирам, не сакам да ги компрометирам трговските субјекти, значи не им е дадено на сите. Тоа ви гарантирам дека. Нешто не е за Знаете дека е јавност. така, во рете ќе ве молам година оправете се барем. Ако сакаат тие што сакаат да работат, доколку се премногу, поделете ги во две групи. Еден викенд, едни ќе работат, другиот викенд, други. Не е точно, тука може градоначалник, не е Јас ви точно, кажам, не не исполнува услови, не сакам да злоупотребувам говорница, Компрометира. ама ќе отидеме горе да ви покажам што приложиле, со какви возила ќе вршат достава, значи ние сме Република Северна Македонија. Тука припаѓаме, а после ќе правиме, после советот ќе разговараме, ќе ви покажам документацијата целосна. Така. Повели градоначалник. Благодарам. По однос на отворените прашања. Да, имаше одбиени барања, ама тие барања не беа одбиени без причина, туку проценката на општинскиот кризен штаб беше дека некаква селска продавница која што се наоѓа во рурално подрачје и се наоѓа во близината на коридор 8, во близина на граничен премин, не треба да работи, знаете од кој причина. Значи правото на работа на било кој правен субјект или правото на движење на било кој поединец е исто со правото на живот на сите останати. Сега, да, имаше одбиени, имаше одбивање до одбиени, затоа што со началникот на оваа Рапија Паланка во определен район на градот имаше недисциплина и непочитување на полициската част и полициската забрана. Две продавници кои што се наоѓаат во тој район и знаејќи каков е менталитетот, карактерот на луѓето, не бе одобрени барањата. Ама тоа е проценка на штабот и тука не може да наоѓаме сега замерки по однос на тоа зошто да или зошто не. Проценка на штабот и тоа е на ниво на одлука. Ама немало никаква политичка селективност по однос на тие прашања. Или близината на таа продавница која што е на коридор 8, кој што имаме транспорт постојано на луѓе кои што влегуваат се уште по 20 на ден со моторни возила од граничен премин и минуто за запирање во такви продавници е наша обврска како општински кризен штаб да го превенираме. И ако поднесат из овој викенд, пак нема да биде одобрено. Ја ви кажам, затоа што проценката е на штабот и ние се грижиме за здравјето на сите, како што вие се грижите за сите останати. Односно на што беше второ прашање. Законотница. Да, лично го видов, иако не е составен дел на оваа точка излагањето по однос на COVID-19, но ќе ви кажам, лично кај мене беа, констатиравме пропусти, подписи кои што не беа само со име и презиме, без матичен број, без лична карта, односно некомплетно барање кое што не исполнуваше минимум 57% од корисниците, вратаме назад со согласие да го комплетираат, ќе биде доставено, ќе биде земено во предвид на разгледување. Така да се работи на тоа, нема потреба сега да политизираме тука, дека не е земено во предвид или друго што. Лично кај мене беа луѓето и е разговарано со нив по комплетирањето да го достават до службите и да влезе во постапка за разгледување на седица на СОЕ. Благодарам. Благодарам. Завршивме, не? Игор, јас ќе ве молам, значи во интерес на времето бидете пократки, не е место и време за политички поени. Ова го правиме за доброто. Вие добивате информацијата да одиме. Значи, подолг временски период не треба да бидеме во затворен простор. Бојана, ќе те замолам, ако може еден прозор, Виктор не може да отвориш од таму, или може Виктор да излезеш? Од опремата, добро. Повели, Игор. Секогаш се трудам да видам повеќе. Значи не спомнав ниту продавница на коридор 8, да видиме јас има неколку кои што се одбиени, а неколку кои што постојано добиваат. Нека добиваат сите, како ви е транспарентно. Така. Нема да полемизирам, ќе останете после совет, ќе ви ги покажам четирите оператори што се одбиени и која е забелешката по 4. Така градоначалникот кажа по 3, а јас ќе ви образложам после по 4-та зашто е одбиена. Доколку немате некое прашање по однос на ситуацијата, препораките, сугестии од ваша страна, да поминеме по дневниот ред. Имате ли забелешки? Марија, поведи. Добар ден, уважаеми председател, добар ден, градоначалник и останати колеги советници. Однос на сугестиите да сега нели нема да се повторуваме во интерес на времето,
граѓаните што ги испочитуваат и совесно ги почитуваат мерките од владата на Република Македонија, но имаме една сугестија во однос на нашиот ТВ-совет моментално што е. Како што напомена градоначалникот, нема соодветни просторни услови, ние немаме соодветни просторни услови, но сега сме на совет. Така да во име на ќе ја замолам општинската администрација доколку се продолжи со овие мерки, да не се возможни дали онлайн, дали во надворешен простор, некако мора да се прилагодиме согласно како течат мерките и промените за COVID-19. Благодарам, Марија. Колеги, поминуваме со работа по однос на 37-та седница на Советот. Дневниот ред е усвојување на записник од 36-та седница и дневен ред од 14 точки. Нема да ги читам, ги имате добиено на мейл. Први го ставам на разгледување записникот од 36-та седница. Отварам дискусија. Дали имате некоја забелешка? Доколку немате, записникот од 36-та седница го ставам на усвојување. Некоја за? Против? Издржани? Констатирам со 18 гласа за. Записникот од 36-та седница е усвоен. Дневниот ред од 14 точки го ставам на разгледување. Дали имате некоја забелешка? Доколку немате, дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за. Дневниот ред за 37-та седница е усвоен. Одиме со прва точка, предлог одлука за давање на приоритет за аплицирање на проект изградба на локален патен правец еден во село Дурачка река, општина Крива Паланка. Сакате ли тука и градоначалникот да ни даде кратко објаснување околу? Може ли? Да. Се согласувате повеќе. Да не викаме од другите служби кога се тука рече. Благодарам. Општо би зел зборот, значи по однос на првата и на втората точка, затоа што двете се взаемно поврзани. Првата е одлука за давање на приоритет за аплицирање за патниот правец во село Дурачка река, а втората е за усвојување на урбаната ревизија, која што општина Крива Паланка заедно со службите и определени лица кои што беа инволвирани во оваа постапка ја изработи во изминатиот период и тоа е барање на Светска банка да биде доставен како документ кој што поминал на седница на Совет и е усвоен од страна на Советот на општина Крива Паланка. Имено со проектот кој што го реализираме за уредување на речното корито, односно од Градечки мост по правец кон фабрика Картош, средствата кои што ќе ги користиме за оваа намена, дополнително од страна на Светска банка, без никакви обврски, добиваме грант од 27% од сумата која што ќе биде постигната на тендер. Во оваа одлука не стои сумата со која што ќе манипулираме, односно ќе располагаме, затоа што во фаза е евалуација на 5 понуди кои што се пријавија за реализација на постоечкиот проект и врз основа на тоа која цена ќе биде постигната на самата јавна набавка, 27% од таа сума ќе ја бидат доделени на општина Крива Паланка како неповратен грант на средства без никакви дополнителни обврски. Цирка сумата ќе се движи од 5 до отприлика 7 милиони, затоа што таа е најниската понуда и затоа велам од 5 до 7, а таа е максималната сума со која што можеме да располагаме за изградба на речното корито. Значи во обсегот од 5 до 7 милиони имаме средства на располагање со која што сума ќе решиме еден голем проблем за жителите и на Крива Паланка, но и на населените места кои што гравитираат кон село Дурачка река, кон село Станци, кон село Дренак. И именно, како што знаете, сличиштото кое што со години назад се обидуваме да го санираме и да го третираме, по сите консултации направени со експерти од градежниот факултет, независни експерти, луѓе кои што се учени во Министерството за транспорт и врски, неколку пати правени увиди и санација на евентуалните моментални состојби на таа позиција, единствениот начин на решавање на овој проблем е пробивање на нов патен правец. Овој нов патен правец сметаме дека со овие средства кои што ќе ни бидат на располагање,
а беа предложени 4 различни проекти и од страна на представници на Светска банка беше направена обиколка на сите 4 локации, направена е анкета со местото на население од сите различни локалитети кои што беа земени во предвид и предложени за реализација. Констатирано е по соработка со представници од Светска банка дека овој патен правец има најголема издржаност и најголема потреба и ургентност од негова санација. Токму затоа треба да донесеме одлука за приоритет на израда на нов патен правец со што ќе го надминеме проблемот со слечиштето по село Дурашка река, а од друга страна максимално рационално да бидат искористени овие средства кои што не се никако по задолжување пак да туку се средства грант кои што ќе бидат доделени на општина Крива Паланка без никакви дополнителни огласи. Втората одлука исто така, значи како документ урбана ревизија, за која што ако имате потреба за дополнителни информации, можеме да повикаме представници со службите кои што ќе дадат дополнителни информации на кој начин е креиран самиот документ и што е неговата содржина. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам дискусија по првата точка. Дали некој бара збор? Победи, Тања. Благодарам. Иако сме само во фаза на давање на приоритет, одлука за приоритет на аплицирање на овој проект, јас не можам да не искажам благодарност на општината за ставање на акцент на овој проблем кој што го имаат сите граѓани на општина Крива Паланка, затоа што може би тие директно него користат овој пат, но патен правец, но нивни членови од нивните семејства, пријатели го користат и сите се незасегнати за тоа слечиште и сите потребци кои што можеше да ги донесе доколку остане така. Овој патен правец носеше проблеми кои што не беа само од економско-социјална природа, туку и пред се беа на некој начин угрозување на безбедноста на граѓаните, така да јас би сакала да ја поздравам оваа одлука за носење на приоритети и искрено се надевам дека ќе можеме да го добиеме и да го реализираме целиот овој проект, затоа што тоа е особена важност, како што спомнав, за сите граѓани, не само за граѓаните кои што живеат и гравитираат на тоа подрачје. Благодарам. Благодарам, Тања. Дали некој друг бара збор? Доколку не бара никој збор, првата точка е става на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам 117 гласа за. Првата точка е усвоена. Втора точка е предлог одлука за усвојување на урбанистичка ревизија за општина Крива Паланка. Дали го отворивте документот? Успеавте ли Word документ, ама кога ќе кликнете на него, мислам дека Excel, така беше тоа. Така ми беше објаснето од вами, така го отваравте ли документот? Успешно да беше отворено, да. Отварам дискусија. Втората точка е ставам на гласање, кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 17 гласа за. Втората точка е усвоена. Трета точка е предлог одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на процената на загрозеност на подрачјето на општина Крива Паланка од сите ризици и опасности. Има ли потреба за објаснување? Доколку нема, отварам дискусија, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, третата точка е ставам на гласање, кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 17 гласа за. Третата точка е усвоена. Четврта точка е предлог одлука за доставување на процена на загрозеност на подрачјето на општина Крива Паланка од сите ризици и опасности. Потреба за објаснување? Отварам дискусија, дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, четвртата точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 17 гласа за. Четвртата точка е усвоена. Пета точка е предлог решение за разрешување на членови на управниот одбор на РП Каненканен Крива Паланка. Колеги, во 9 часот требаше да имаме комисија за избор и верификација. Комисијата не се одржа, немавме кворум. Инаку по оваа точка можам да ви кажам дека се разрешуваат во пакет сите членови на управниот одбор на Каненкамен од нивна неактивност и работна ангажираност надвор од градот. Од тие причини не дека тие имаат многу седници, ама не се ефективни, не се тука
и мислиме дека треба да бидат разрешени, а како што рече и градоначалникот, очекуваме брзо да има повик. Проектот за гасификација од општина Крива Паланка е изготвен, па нека си биде поминато и преку управниот одбор, како што ќе бараат сигурно за апликација, и да имаме управен одбор кој ќе функционира. Јас ќе застанам тука, отварам дискусија, поведете. Потоа се предвози, поведи Игор. Да читам председавач, истата дискусија ќе се однесува и по седмата точка. Така? Читаме наш, може би формален, може би неформален разговор, ми рековте дека во минатото нашата власт ставала секакви членови на управни одбори кои имале соодветно образование и кои немале. Мислам дека во овој период изминат од 2 години и нешто, на некој начин сами се демонтиравте, наставивте луѓе за кои што немавме ниту CV, а камоли да видиме дали имат соодветно образование и за одредени управни надзорни одбори се бараа и сертификати. Да не се повторуваме од претходниве седници дека на секоја седница имаме разрешување и именување на некој нов член на управен или надзорен одбор. Сега се почна вајде нова пракса, идете во пакет, доколку управниот одбор се сите, а не се сите, како што гледам на работа на страна. И надзорниот, истото се однесува за надзорниот одбор. Дори има луѓе кои што се и тука присутни, кои што гледат. Мили тоа, како што рекол, народот треба да го краси делото, сега како ќе го красите, вие на крај ќе видите. Така. Благодарам, Игор, и ќе те замолам, значи ќе ти дадам збор, Марија. Неформалните разговори оставили да не ги пренесуваме на седница на Совет. Кога ќе излеземе тука, слободно кажеме, а она што е формално ќе го кажем како председател на Совет може. Поведи, Марија. Јас ќе се задачам предишно формално што беше, а тоа се случи во салата кога имавме во канцеларијата на Илин Земјоштредиштето, тогаш ги разрешивме предходниот состав на управниот Калин Камен, со образложение дека не се активни, не работат доволно, партиски кадри и така натаму. Од тогаш наваму ставивте самоволно ваши кадри, имаме против некои ваши дека имат судебни интереси и така натаму, може да ги видите записниците или на кредитирите преноси или како и да е, во тоа е формално нешто, но вие самоволно, како што си често правите, си ги ставите тие што си бевте намислиле. Сега испадна дека и овие 2 години луѓето или се недоволно едуцирани, нешто на овие луѓе значи ги фали, дека тоа е само што живеат надвор од Крива Паланка, па не може да се состанувате, неголозна работа. Имаме советници што работат надвор, да се доаѓаат на работа. Секој свика состанок, соодветно се одговара секој член на управен одбор. Така да тоа не е одобрување од никаква гледна точка. Или имаме две проблеми. Дали е управниот одбор проблем, дали е тоа општинската администрација проблем што во ствари немат никаква стратегија, немат никакви насоки за работа на љБК Линкамен. Не ми се допаѓа исто како на Советот на млади, исто или без разлика кои членови се, дали се ставени од ваша страна или од наша страна. Не ми се допаѓа тоа разрешување на сите како неактивни, еден вид понижување на самиот интегритет на личност и професионално. Значи, пак мора да се обрнете внимание. Или направите некоја си координација таму, што некои ставно сериозни ќе стават на не секој совет, ние да разрешуваме. Може има тука членови што ставно се биле активни, а ние ги разрешуваме како сите во глобал. Трета работа, не знам дали со овој истиот Лјупчо Јосимовски е колегата советник, ако е дали до сега не има судебни интереси. Тоа ми е прашање. Поведи, Лјупчо. Да ви одговорам на прошката, директно.
самото мое назначување на советник на општинскиот совет, ја поднесов соодветен поднесок до антикорупцијска комисија дека се повлекувам од членството во управен на Калин Камен, така да значи целокупната постапка е запазена. И јас не сум член во управен Калин Камен од моментот од кога почна да учествувам како советник. Членовите на Калин, слушате ли го? Да. Членовите на Калин Камен, ние во Калин Камен не имаме антикорупцијска комисија назначени туку од нас. Значи, ние не сте да спомене на нас никаков ниту е спазена процедурата, ниту се поминало на совет ваше разрешување. Така да во однос на тоа нема потреба дискусија, веќе знаеме како стоат работите, може само нема да му објасните. Дека има пропуск направен. Елена, Не се повторуваме, добар ден на сите и од мене. Сакам да кажам дека ние немаме поминато разрешување на овој член на управен одбор, тоа што го кажа антикорупцијски служба. Значи требаше тука да помине разрешувањето, така да друг пат кој да внимава повеќе околу овие назначување и разрешување. повели Александър. Читам председател на својот, почитувани властовни, похвати колеги и советници. Во врска со оваа точка излагањето дека членовите на ДП Калин Камен биле неактивни, мене ме интересира, значи, дали тие имаат некои пропусти, поради таа неактивност и тие пропусти достигна класификацијата на која пала. Дали тие треба да работат според некаква програма, дали таа стратегија која што треба да се спроведува е поврзана со нивната работа. Што е тоа што тие го немаат сработено? Тие се само назначени, формираме управниот одбор и од тука натаму треба да работат по нешто. Значи, секако дека мора да бидат во координација со општината, со други фирми, други институции во државата за гасификација. Што имаат тие нешто што не е направено за да според вашето кажување изгледа дека тие се виновни за тоа што може би ще процес на гасификација по некои одлуки не се донесени, испуштени некои рокови. Значи, тоа ме интересира. Дали имаат некакво влијание врз целиот процес? Нивната неактивност или работа? Благодарам. Началник даде. Ја можам само да кажам дека значи ние не ја префрламе вината врз управниот и надзорниот одбор затоа што гасификацијата не е донесена. Кога имало потреба, држале состаноци. Во почетокот сигурно биле поинтензивни кога донеса деловник за работа, кога направија статут. Потоа може би се малце попасивни. Марија рече небулозна сум во тој дел дека за работна ангажираност, да реков, работна ангажираност на некои на страна, ама и за пасивност на одредени членови кои не доаѓале на управниот одбор кога биле повикани. Затоа по пакет ја не велам дека од овие луѓе пак нема да оставиме во управните одбори. Ама во поединечно многу, јас мислам, значи многу е полошо поединечно, вака во пакет ги разрешуваме, другите нека останат. Поведнаш. Значи, ако нешто почне да функционира, доколку има некакви проблеми, некои луѓе поради оправдани причини не може да присуствуваат се надзор од града. Значи тоа може да бидат разрешени поединечни случаи. Но вие едно дело ќе го разрешите колективно, а тоа веќе почнало да функционира, вие го враќате на почеток. Значи тоа е веќе започнало, има одлуки донесено, започнало по некаква програма, има нешто сработено и сега тоа готово го разрешуваме, друго ќе доведе. И тоа другото треба пак да почне од почеток. Значи тоа е многу тешко ќе продолжи ако има нешто сработено. Тоа не ви е јасно. Значи зошто вие по години треба да се објасни да се каже кои се причините, дали нешто за вас има врска со овие што се на државно ниво институциите за гасификација, дали се чека на државна стратегија, че може ние да кажем не доведат неактивни разрешени. Ето сега ќе избереме други. И после пола година истата работа. Да не знам кој ќе се нафати во оваа ситуација да денува од такъв управен. Значи мора да има по нешто да се работи, рокови. За 2 месеци тоа да се работи, за 3 месеци до нова година да започне
Кога ние може да ги назначиме, Александър, завършите, не? Дали ти беше член на управен отбор или надзорен? Имахте ли рокови за газификацията? Како по кој план работният тип? Дали функционира или няма да функционира, от други причини не функционираш. Добро, Това значи трябва да вие... се каже дека луѓето не може да кажем дека не са неактивни или поради отсутство, дека има други причини поради што не функционирало предприятието и управното отбор. Това сакам да кажам. Добро, ја ложно ве разбрав дека всушност вие во тоа време имале акционен план по кој сте работеле, а сега овие членови се небулозни и изгубени. Тоа и сега. Так. Најверојатно е тоа. Затоа сакам да разчистиме луѓето да не се стават во ситуација дека тие се неактивни и ги разрешуваме. Повелите. Благодарам. Јас околу оваа дискусија што се створи дека секој совет ние некого разрешуваме и именуваме. Јас сакам да кажам дека точно по тоа и ние се разликуваме од ВМРО, заради тоа што ние сме на некој начин и социјалдемократи ја следиме активноста на сите управни и надзорни одбори кои што ќе ги именуваме. Значи, членството, вклучувањето на некој член во управен или надзорен не значи по автоматизам 4 години. Значи, ние сме должни како совет да ја контролираме работата на сите тие и училишни и други управни надзорни кои што ги носиме. За разлика од порано, која ќе се назначеше и точно 4 години беа, дали работи, не работи, дали активен, не активен, тој фигурира 4 години. Сега веќе не е така и не знам зошто се крева таа фама. Сме носеле такви промени и верувајте колеги, уште ќе носиме. Значи се додека нештото не функционира и секој поединец не се пронајде во работата за која што е избран, ќе носиме такви одлуки, секако и во консултација со самите членови. Значи ние не вршиме никакво насилство на никого, туку доколку тие не можат да одговорат на работата во која што сме ги ставиле, во почетокот се согласиле, меѓутоа, со оглед на животните случувања, движење на нивните семејства, со оглед на тоа дали се пронашле во тоа нешто или не, фер и добре сте да се каже, а и фер и коректно од нас да направиме тела кои што ќе бидат активни и кои што ќе функционират. И ќе ве замолам да не е тоа толку акцентирате, затоа што тоа ќе биде нормална појава и натаму во нашиот советнички мандат кој што тече. За тоа околу зошто имаме секогаш на секоја седница скоро ете таква точка на дневен ред. Околу личностите кои што се наоѓаат, јас и сега ги спомнав и пак ќе повторам, значи ги разрешуваме во конкрет како што кажа председателката, затоа што е многу не фер тоа да оди поединечно и со образложување поединечно на седница на совет. Меѓутоа со сите тие луѓе разговарано, дел од тие луѓе ќе се најдат и понатаму и ќе продолжи работата. Сите тие одлуки кои што тие ги носеле во текот додека работеле. Тоа не значи дека тие сега веќе престануваат да важат, одлуките се за телото и тоа продолжува таму каде што во моментот се станало, така да нема да има застој во работата на предпријатието. Што се однесува за тоа дали се тие виновни или не, јас можам да кажам моје видување, секако градоначалникот е покомпетентен, тој ќе даде свое објаснување. Јас мислам дека луѓето воопшто не се виновни, тие си го сработиле толку колку што можеле и во таа фаза во која што им било овозможено да работат. Сега како ќе се движат настаните натаму со класификацијата, тоа не е проблем што сега почнува и ќе заврши, тоа е нешто за кое што сите ние како граѓани верувам и вие се бориме колку побрзо да се случи, така да и во тоа време не одело со таа динамика предвидена која што е и сега, меѓутоа се прават секакви напори да тоа колку што е можно побрзо почне да функционира поактивно и таа класификација конечно да ја добие нашиот град. Благодарам. Дали некој друг ќе на повеќе? Јас само сакам да прашам колежката советничка, дали смета дека со ваквото разрешување, односно по известен краток период се разрешуваат членови, дали смета дека нема да има резултат во реализација на проектите, бидејќи нема никаков континуитет. Значи се назначуваат нови, па повторно нови, дали сметате дека ќе има реализација на дадените проекти како што се случаат со Калин Каменски?
Тања. Благодарам, колечке. Да, лично сметам дека ќе се има континуитет, затоа што споменав и во моето излагање дека од луѓето не зависат дали од тоа да еден член е присутен или не. Сето она што е внесено во записник, постои во документацијата на предпријатието, тоа натаму ќе продолжи да си функционира. Пак ќе споменам, фери добре сте доколку некој не се пронајде некаде или животот го однел на друг пат да работи и да живее, да го каже тоа и ние на некој начин да ставиме друга личност која што ќе биде многу поактивна и која што ќе даде поголем допринос. Значи, ние не одиме со насилно разрешување, со сите овие луѓе разговарано претходно. И сите си дадат свое мислење, дали можат или не можат да одговорат. Разликата е во тоа што ви кажат, вие претходно ги назначувавте и без разлика дали се активни или не, тоа нештото траеше 4 години. Сега не, сега се постојано разговара, се постојано следат тие опори и мислам дека тоа е така, треба да продолжи и ќе продолжи. Затоа не би сакала, пак ќе се повторам, да има дискусии зошто ние секој седница имаме таква точка на дневен ред. Ке имаме, колеги. Сега додека нештото не е така како што треба и сите не се активни толку колку што може. Благодарам. Марија прва тема. Воедно што се сложихме, тоа е да истина дека меѓу ВПНО и СДСМ има голема разлика, со тоа се сложува со Раскодешки. Во однос на тоа што СДСМ продолжува своите насилни одлуки да ги донесува безуставни, беззаконити и така натаму, да се повикува на некој живот, демократија и така натаму, тоа си продолжувате на прав паска, нема да што. Во однос на тоа, да членовите што ни назначувало од ВМРО до сега, не за тоа што не сме ги сменували, а не рачови били неактивни, туку за тоа што сте ставени професионалци. Совесно работи, вие дојдовте на власт, ги сменивте само партиски кадри од партиски причини. Сите управни одбори беа функционални и функционираа. Се додека вие ме нудите заради партиски побуди да ги смените управните одбори. И од тогаш настана овие секој совет ние менуваме, па така, па не биле активни, што ти знам. Доколку се повикувате на демократија и доколку се повикувате на тоа дека не е насилно ова сменување, а веќе сте разговарале со членовите, за да биде ненасилно сменувањето, те самите членови требале да поднесат своји, нели доколку животниот парти однал на друга страна, значи тие со своје образложение може да поднесат до нас за нивно лично самостојно разрешување и назначување на други лица. Што беше повеќе пати практика во нашиот совет. Што и не е ништо страшно, затоа што тоа е така. Животниот тек тече, ете се менуваат професиите, како колегата што станал советник, значи веќе не може да биде во управен одбор, можел да поднесе тука дека веќе мора да се отповика и така натаму. Но ова ваше е само насилно разрешување на цел управен одбор. И толку. Нема веќе простор за дискусија. Значи, да се повикувате на демократија, да се повикувате дека не сакате да ги сите поединечно кажувате дене, а разрешувате цел управен одбор со тоа што или надзорен исто во седмата точка не е проблеми за нели се однесува, со тоа што дека се неактивни и тоа не е фер. Што е со тие што се биле активни? Што со тие што биле професионални секогаш одговаране на својата работа? Без разлика дали доаѓаат од ВМРО, дали доаѓаат од СДСМ. Луѓе има секакви. Така да немој на тоа да се нели само едната партија и тие се безгрешни. Значи, ако се случило некој тука, ако сте веќе разговарале, може веќе да си поднесат самите од повикувачка или оставка за управниот одбор и само тој член не го разрешуваме. А вие разрешувате во пакет самоволие. Благодарам, Марија. Благодарам, Марка. Игор Чеке, колека прво има Марија, имат контрареплики. И Лучко и Тања на Марија. Прво Тања, па Лучко и дадем на Марија. Значи, од нешто што е нормална процедура, правиме голема бука, да не кажам. Значи, јас искрено не знам и ви честитам, а и сум зачудена по кој модул вие успевавте да најдете луѓе кои што нема да се сменат по 4 години.
нема нити да сменат професија, нити место на живење, нити ништо, и така да функционираат 4 години и да не смените ниеден член на управен или надзорен одбор. Која е формулата за тоа? Јас искрено не знам и ви честитам ако стварно е така. Ние, за разлика од тој принцип на работа, ви кажам, следиме будно активностите на сите членови на управен и надзор, без разлика дали се тоа членови кои што земаат надоместок или кои што не земаат надоместок во тие одбор. Значи не ни се приоритет да ги заштитиме, ако веќе мислите и велите дека тоа не се професионалци, туку членови на нашата советничка група. Вие сте контрадикторни. Зошто ние тогаш би ги именували? Не, ние се бориме за да сите управни и надзорни функционираат максимално добро, успешно и да дадат свој придонес. Околу разрешувањето насамно зошто вака, зошто не. Ви кажавме, поединечно малку по неубава и непријатна е сликата. Дел од тие луѓе кои што се биле активни, кои што имат интерес, кои што се професионалци, кои што сакаат да дадат свој допринос и се тука и можат да дадат, повторно ќе се најдат во самите управни. Така да, искрено, не можам да ве разберам зошто или сакате политички поени на грбот на луѓето кои што се разрешуваат. Не, тие ја знаат својата причина и тие сами се свесни за тоа дека треба да се отстапи местото за да секоја институција оди напред. Доблеста е тоа, не е тоа мана, тоа е доблест. Да бидеш свесен дека не можеш да дадеш свој принос и да речеш. Зошто не поднеле сами оставка? Затоа што по договор во разговор со нив на некој начин е решено тоа да оди на оваков начин. Може би за тоа не се согласувате околу поставката, ама тоа е тоа ваше. Благодарам. Лјупчо беше прозван од Марија. Значи, вака, не ми е јасно од каде толкова ниво количина на нервоза, на незадоволство, на музикетка и колешка. Значи, употребува многу силни зборови кои што не соодветствуваат на ова место. Насилно минување. Од каде насилно? А све што се одека донесе нешто се изгласа. Сепак демократскиот е спазен. Немојте на тој начин. Да реагирате во однос на колегата немала психосоцијална анализа да ме прави на мене. Тука е само како совет. Значи нема Гледате, јас ви давам збор, немојте да си дофрлате двајцата. Ама не е коректно да ме прикинува. Значи ви може да кажете колега, Марија, зашто сте поднеле оставка. Марија, не ти дадам збор, колегата не заврши, јас стварно ми паѓате. Марија, јас зборувам. Да навредува, вие молчите за тоа да не, значи тој не навреди. Лјупче, јас зборувам, да. Тој не ве навреди, тој само праша од каде такви зборови користите. Ако тоа требаше да земете збор и вие да му вратите. Не, Марија, Лјупче, само не ви давам збор. Повели Игор, мислам дека ова треба да заврши овде. Покажете. Ама не требаше да ми земете збор. Фактички колешката ми го зема збор. Кажете го, че докажете се. Па, тоа ми беше зборот, значи, алудира на тоа дека не може да има разрешување на члени на комплетен одбор некаков, дали управен, дали надзор, не е битно. Значи, зашто не е тоа табу, па да не смее да се разреши? Може би од субјективни, може би од објективни причини, може би од не знам од кои причини одреден член или конкретно совет не може да функционира. Сега вие алудирате на тоа дека да поднесе барање, тој за да биде разрешен. Па што ако не сака да поднесе? Или не е во можност? Сега вие се ставате не знам каква посебна улога надредена, за да не може на вас да ви се реплицира или да не може да... Завршите. Лјупчо, јас извинувам што ви го одземам зборот. Мислев дека завршите. Бегов доволна. Елена, а Марија, ако до каде е тоа реплика, контрареплика? Ќе му кажете после, мислам дека имаше прашање. Ќе му кажам, затоа што може би на вас личи како не познав, мора покосно да зборувам, бидејќи не работиме со микрофоните, во однос на што имаме пренос.
Може на вас би тоа личи како нервоза, затоа што се пронајдовте дека 2 година колку веќе сте советника, а не сте поднеле оставка. И имате, значи, нешто... Имам право да ја прекинам колешката за тоа што... Немаш право, Јупчо, да ја прекинеш, значи... Ама луѓе, возрастни луѓе сме тука. Од кога сум член на дека... Мислам дека ова не личи, тука завршува Игор Победник. Немате право да се прекинувате едни други. Кој прво почне? Првата колешка координаторка на стратешката група на СДСМ, Чилока колешка, први формула за, како што рековте, за нечио неменување на 4 години нема и секогаш има исклучоци, тоа е нормално. Меѓутоа, кај вас исклучоците се обратно, кај вас исклучоците се тие кои што се останат 4 години, другите сите се менуваат дали по нивно барање или по ваше барање, бидејќи од вас за вас разгледливи причини. Друго, еден од принципите на социјалдемократијата е исто така и одговорност. Каде одговорноста на овие членови кои што ги поставувате за членови на управни и надзорни одбори? И вашата одговорност какви членови поставувате? Тоа е одговорноста, тоа е социјалдемократијата. Ако се разликуваме по нешто, се разликуваме дали сте вие лево ориентирани, ние десно. Разлика од вас, ние сме малце по-патриотски настроени, ама тоа е друга приказна. И во вашето излагање, доколку може би сгрешивте, ама може би јас лошо ве разбрав, на крајот рековте дека луѓето може би не се криви, толку можеле да сработат, толку им било наложено да сработат. Ако добро ве разбрав. Дека зависеле нивните активности и од другите институции. Дали точно се изразивте или со тоа што одваѓаме на нашето дека луѓето се разрешуваат со некоја причина, веројатно причината ќе биде видена за кратко или малку подолго време, па ќе знаеме сите што е причина. Поведи, Тања. Благодарам. Вака. Вие убаво спомнавте, вие сте работеле по исклучоци. Само ако има исклучоци, ретки. Ние за разлика од вас работиме по правило. И по правило мора да функционираат сите управни и надзорни одбори максимално добро. Секој еден член кој што бил член и кој што во текот на неговиот мандат на еден или друг начин не може доволно да се вложи во таа активност, може да биде сменет. И со самото назначување на членовите, тие го знаат тоа. Тоа не е ништо табу, нити па ништо, нешто што ние сме го измислиле. Тоа е правило. Значи, како што кажат, вие работите по исклучок, ние работиме по правило. Околу одговорноста на луѓето. Тие биле доволно одговорни со самото тоа што при ревизија или при разговор со самите членови на управниот или надзорниот, кој што го правиме континуирано, нивната одговорност и нивната големина е во тоа што кажале дека тие веќе не можат да дадат доволно за да продолжат да функционираат или да бидат членови на тој управен или надзорен. Значи, нивната одговорност е во нивната доблесност да го каже тоа. И тоа е за почит. Сакале да признаете или не. Тоа е секоја чест. Околу нашата одговорност, зашто ние ги назначуваме, па ги разрешуваме. Нашата одговорност е во тоа да ние го следиме, да ја следиме работата на тие одбори. Значи, тука се гледа колку ние сме одговорни, колку постојано да не употребаме еден жаргон, им висиме над глава да тие функционираат. Значи, нашата одговорност е таа да го следиме нивното работење, а не насилно да вршиме притисок. И околу тоа, дали тие, последното, како сум се изразила, дека не можеле повеќе да дадат, во тој контекст. Сакам да ви кажам дека со самото назначување на луѓето, пред да бидат назначени, тие се искажуваат дали се согласни и дали го прифаќаат нивното членство во одреден одбор. При разговорот со нив покрај тоа дали тие можат да дадат нивното членство е и
задачата дека доколку не можат или се спречени од било каква причина, дека тие се должни да не известат. Дека не можат да продолжат понатаму да функционират или евентуално не можат доволно добро за да не го држат местото, што е човечки. И заради тоа, луѓето можеби ги однел животот во некој друг правец, можеби професијата, можеби едноставно не се пронашле во тие одбори. Не можат да одвојат доволно време. И затоа во тој контекст кажав дека тие не дале доволно резултати и заради тоа луѓето се свесни и се разрешуваат. Дел од тие што ќе бидат разрешени ќе бидат повторно назначени. И тоа е, не знам докаде ќе оди дискусијата, но е тука сум ќе одговарам на сите прашања кои што ќе ми ги поставите. Благодарам. Повели Елена. Ето прашање Елена од Преска крива рака, потоа ќе да до колешката советничка, значи еве да кажеме дека биле доблесни, некои си ја вршеле работата, други не ја вршеле, едни се иселиле, работат надвор од границите на општината. Мора да признаете, односно да си ја признаете грешката овој пат дека регуларноста не е запазена. Ниту со колегата советник, ниту со сите останати кои што денеска сакате да ги разрешите. Регуларноста знаеме како е, значи тие поднесуваат барање, се разгледува на совет на општина и потоа со мнозинството на гласови на советници може да бидат разрешени. Признајте грешката, да можеме да продолжиме понатаму. Благодарам. Вака, околу регуларноста, јас не гледам дека ние не работиме нерегуларно. Околу принципот или околу тоа дали може така, може и вака, значи двете нешта можат. Али не е ова да не е регуларно, многу тежок збор е регуларно, ние криминално не работиме тука, јавно работиме и работиме по документи. Дали можело на тој начин или на овој, тоа е дискусија и тоа е тема за разговор на кој начин да се разрешуваат членовите на управен или надзорен одбор, за тоа што може да се разговара и по комисии. Тоа не е спорно. Али дека не е регуларно, воопшто не се согласувам. Така. Може да ви дали за колегата е членски регуларно? Тој кажа дека поднел барање, јас не сум го видела. Има правни сектори, има правни комисии, кои што треба да видат и доколку не поднел да го опоменат, да му кажат, доколку не го поднел барањето за разрешување на соодветното место. Значи, требале да алармират, така да во тоа не можам да навлегувам кога не сум видела. Веќе си поминавте и реплика и контрареплика. Повели Рангелов. Јас сакам само на прашањето кое сте Тања, бидејќи излагањето мислам дека спомна дека луѓето веќе не може да дадат допринос. Ме интересира дали има информации што има работен управниот одбор и надзорниот одбор. До каде се со активностите, што има спроведено, што има донесено одлуки, што има направено и што е тоа што тие повеќе не може да дадат допринос и ние сега ќе бараме други. Мора да имаме информација, значи ние како совет го имаме формирано јавното предпријатие Калинкан. Значи да даде некоја информација дали што има одработено, колку седмици има одржано, што има одлуки донесено. Значи ние мора да знаеме сега само неактивни, значи дали има воопшто одржано седница ме интересува. Немаме никаква информација. Тања ќе одговориш, а сега ќе го викнеме и Мартин од службите, затоа што вие барате информации дали имале седници и колку, нека кажат, а ти да. Треба да имаме информација, Вака. може да се дискутираме, да се едни со други расправаме, мора да имаме по-детална информација. Завршивте, да? Тања, Ај вака, само на крај. одговори, ќе го викнеме, да. Да, убаво рече колегата Рангелов, ние сме советници, ние го носиме и ние треба да вршиме надзор на предпријатието. Епа колега советник, не те помена да ме прашувате што сте работили и колку сте работили. Јас сум советник колку и вие. Вие имате можност да отидете. Ама земате збор, кој кога стигне, значи, го кршите деловникот за работа неколку пати. И Марија, и Љупчо, и ти Рангелов, значи, па дај, јас ви давам збор. Значи, Нека се докаже, па речи, на кого му го ускрати правото да зборува, на никого. Си зборувате кога стигнете сите. Ве молам, повели Тања. Благодарам. Сакам само да се не искажам, па потоа може, ако сакате, до недоглед ќе разговарам. Значи, околу работата не е точка на дневен ред.
Меѓутоа, доколку сакате, можете и сами да проверите. Тоа право никој не ви го ускратува. Вие како советник и јас исто и сите други имаме право да имаме увид во сите активности на тоа предпријатие кое што сме го формирале и чии што органи ги бираме. Затоа во таа полемика не сакам да навлезам. Тема на нашиот состанок сега е разрешување и именување. Причините ги објаснивме. Не можеме да се разбереме во тоа. Во ред, вие имате едно мислење, ние за тоа и демократија, да дискутираме. Не да се навредуваме, туку да дискутираме. И толку би имала да кажам околу тоа. Другото е се повторување на тоа што претходно го кажа. Повели сега, Рангелов. Пак ги цитирам зборовите што ги кажа колешката Тања. Вие рековте повеќе не може да дадат допринос. Вие треба да знаете колку има допринос претходниот состав и што има направено и повеќе не може да дадат. И сега кажувате дека и вие како мене немате информација дали нешто работи или не работи. Добро, нема потреба, значи стануваше збор за физичка присутност, не за интелектуална и ментална. Физички не е во градот, не е присутен тука за таков допринос. Сега посакаме да ги вртиме работите. Мартин, на петата точка од дневниот ред сме разрешување на управен одбор на Калин Камен. Тука од советниците беше побарано колку сработиле до сега, колку седмици имале, што сработиле, да имаме ли информација и до каде ни направат. И нормално што ги разрешуваме. Благодаря. Почитувам председателя, почитувам градоначалник, почитувани членови на Советот. Ова излагање ќе се обидам да дадам кратко и концизно образложение по однос на сите 4 точки кои што следуваат 5, 6, 7 и 8 од предложениот и усвоен дневен ред за денешната седмица. По однос на промената во персоналниот состав на управниот одбор и одборот за материјална и финансиска контрола во јавното предпријатие Калин Камен Крива Паланка, сметаме дека истата представува нужност и е неопходна во овој конкретен момент. Ова од причини што персоналниот состав на овие органи на управување и надзор на работењето на ова јавно предпријатие е сочинет од лица кои според своите секојдневни работни обврски и непреченото извршување на истите, а кои се лоцирани надвор од подрачјето на општина Крива Паланка, не можат во целост да се посветат на обврските и одговорностите кои ги налага членувањето во управниот или надзорниот одбор на ова јавно предпријатие, кое нешто е видливо и од самата пасивност на овие управувачки структури на јавното предпријатие во изминатиот период кога се одржани само 2 седмици на управниот одбор и тоа уште пред 2 години. За волја на вистината и самиот статус на јавното предпријатие Калин Камен Крива Паланка во овој конкретен момент и до овој конкретен момент не упатуваше на потребата од зголемена проактивност во процесите на донесување одлуки и управување со предпријатието, бидејќи истото не извршуваше и не извршува деловна активност. Но со оглед на најавите за отпочнување на процесите за гасификација на општина Крива Паланка, повеќе од очигледно е дека ова јавно предпријатие ќе мора да биде поставено на здрава основа и да му се даде потребното значење, за да сите тие процеси кои следуваат бидат успешно реализирани и менаџирани под палката на управувачките органи на самото јавно предпријатие. Втората околност која што е причина за овие предлог одлуки е тоа што дел од членовите на управниот и надзорниот одбор на ЈП Калин Камен Крива Паланка во меѓувреме по нивното именување за членови на овие одбори станале носители на определени функции, поради што сметаме дека можеби постои или ќе постои определен судир на интереси, а истите до ден денес само иницијативно не побарале да бидат разрешени од функцијата член на управен одбор или член на надзорен одбор. Овде би сакал посебно да истакнам дека со самото тоа што определени носители на функции си членови на управниот и надзорниот одбор на ова јавно предпријатие, посебно во вакви услови кога истото не врши деловна активност и не се донесени никакви одлуки или други соодветни акти означени за управувањето и менаџирањето со самото јавно предпријатие, не се работи за неусогласеност со законските прописи, туку повеќе за неусогласеност со моралните и етичките норми,
според кој секаков ризикот евентуален судир на интереси би требало да биде елиминиран, пред да доведе до определени морални дилеми за определено постапување или непостапување, но и за неусогласеност со ставот кој што го има општина Крива Паланка, а кој се однесува на деакумулација на функциите, што во суштина подразбира дека функциите треба да бидат распределени на повеќе различни чинители и субјекти, а не да бидат акумулирани било тоа да е свесно или несвесно во рацете на неколку лица, поради што општина Крива Паланка всушност ги иницираше овие предлог одлуки и сметаме дека истите ќе бидат поддржани и усвоени од ваша страна и дека ова јавно предпријатие во иднина ќе добие управен одбор и одбор за материјална и финансиска контрола, чии членови ќе бидат посветени на процесите на управување со јавното предпријатие и на сите предизвици со кои ова предпријатие ќе се соочува во исполнувањето на основните принципи кои произлегуваат од неговото работење и целите заради кои истото е основано. Тоа е кратко образложение кое што додаваме во прилог. Колега советник, дали сте задоволни од одговорот? Ви имате прашање? Две седмици да бъде до 5 години се види дека не е функционирало предпријатието и како што кажа и Мартин, не е само поради членовите, туку и поради други фактори кои не е функционирало предпријатието. Ја дадов две околности, меѓутоа, ако ми дозволите, иако советникот се произнесе по однос на репликата на моето излагање, јас сметам дека во конкретниот случај може би сретна околност е што статусот на предпријатието е таков да истото во моментот не манифестира никаква деловна активност, меѓутоа одговорност или вина не би можеле да лоцираме поединечно кај определени индивидуи или служби. Сметам дека сите имаме на некој начин поделена одговорност, затоа што и вие како советници кога сте ги носиле овие одлуки, може би треба од време на време и да се навратите на претходно донесените одлуки, да се подсетувате на содржината на истите и доколку сметате правовремено во даден момент и да реагирате. Сега тоа што одредени членови во меѓувреме се стекнале со определена функција, ја пак ќе да не се повторувам до недоглед, значи ние немаме законска неусогласеност, повеќе се работи за некои морални дилеми заради тоа што од позиција да речеме на носител на определена функција, како член на управниот или надзорниот одбор можеби ќе има воидни судирни интереси при носење на определени управувачки акти кои што ќе бидат од витално значење за самото јавно предпријатие и целите заради кои е основано, но и за целокупната локална заедница. Сметам дека е прав момент за да се интервенира подобро на време, отколку да се најдеме во ситуација на веќе отпочнати процеси кои што треба да ги дочекаме здраво и цврсто на нозе. Значи со формирани управувачки органи кои што ќе дадат полн капацитет и енергија во својата работа. Благодарам. Други прашања дали имате? Благодарам. Доколку нема, а петата точка предлог решение за разрешување на членови на управниот одбор на ЈП Калин Камен Крива Паланка. Поставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против. Кој фали? Да, па 12 реков за и 6 против. Петата точка е усвоена. Да. Добро. Од службите ми кажаа дека имаат направено грешка во однос Александра Стамболиска, веќе ја имаме разрешено и на нејзино место е Никола Екимовски. Да. Шеста точка. Предлог решение за именување на членови на управниот одбор на ЈП Калин Камен Крива Паланка. Како што реков, комисијата не се одржа, поведете со предлози. Координатора на советничката група, дали имате предлози? Немамо соодветни. Како?
Ве молам посериозно, значи сега рековме морални тука морални принципи, етички. Немате предлози. Добро, ние имаме. А вака за членови на управен одбор на Калин Камен предлагам 1. Зоран Стојнев, Машински факултет. А краткиот ќе бидам со CV-то, после на кратко. Ласте Величковски, Економски факултет. Благица Колевска, Природно-математичка и математика. Игор Пешевски, Филозофски факултет, Институт за одбрана. 5. Димитар Петровски, Економски факултет. 6. Јасмина Ангеловска, Земјоделски факултет. И 7. Кристина Николовска, Правен факултет. Сите овие 7 лица имаат познавање на стран јазик и компјутерски вештини. Отварам дискусија. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, 7 лица што ги предложив, ги ставам на гласање за членови во управен одбор во Калин Камен. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против. 6-та точка е усвоена. 7 точка предлог решение за разрешување на членови на одборот за контрола на материјално финансиско работење на ЈП Калин Камен Крива Паланка. Отворам дискусија. Дали некој бара збор? Во материјалите тука нема грешка. Доколку никој не бара збор, 7-та точка е ставена на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против. 7-та точка е усвоена. 8 точка е предлог решение за именување на членови на одбор за контрола на материјално финансиско работење на ЈП Калин Камен Крива Паланка. Отварам дискусија. Поведете се предлози. Или ќе оставите сама да се зборува. Сама да се дава предлози. Како што е редот, добро. Како предлози ги давам под 1 Стефан Додевски, Градежен факултет, под 2 ве молам Мери Митровска Јовановска, Правен факултет, под 3 Александра Ристовска, Факултет за безбедност, под 4 Анка Стојуковска, Педагошки факултет и 5 Никола Кимовски, Економски факултет. Отварам дискусија. Из овие лица сите ги исполнуваат условите според видот на образование, познавање на англиски јазик и компјутерски вештини и способности. Отварам дискусија. Докато нема, точката е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 12 гласа за и 6 против. 8-та точка е усвоена. 9-та точка предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 1426/1 и 1426/2 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Од 9-та до 14-та точка овие 5 точки се легализации. Дали имате некои прашања за да ја викнеме раководителката од урбанизм? 14-та, да. Значи, ние ќе ги дадеме наша најубаво таа станува збор за физичка делба. Мислам дека и на координацијата дали тоа го објаснивте. Не, ќе ја викнеме тука, да. Не, ќе се јавиме, нема проблем. Да. 9-та точка, отварам дискусија. Дали некој бара збор? Доколку не бара, 9-та точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? 17 биле ќе се јавиме, да има време. Кој? Разговара, треба да се викне. Ама 17 советника гласа. Така би до 17, да, 17. 10-та точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши
согласување на намените за КП број 2196/1 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка, што се однесува во оваа точка 10, како што ми информира од службите, има грешка и А2 добивање е всушност Д2. А дали има потреба од објаснување? Да. Сега ќе биде ръководителка, ќе ќе даде објаснување. А последната 14-та ни е објаснета, ама најдобро изборно да се слушнете. Тука ли? Ръководителка на 10-та точка сме во делот на грешката, би кажав, што рековте А2, всушност е Д2, советниците бараат објаснување. Почитувани председател на совет, почитувани градоначалник, почитувани советници, добар ден. За точката 10. Значи, тука имаме, според се работи за локалитет кај единство. Значи, таму, согласно генералниот урбанистички план, е предвидена намена D2 заштитно зеленило, но сега со изработка на новиот генерален урбанистички план, таму намената ќе се промени, бидејќи веќе имаме изградени објекти, а согласно правилникот за дополнување на правилникот за стандарди за вступување на бесправните објекти во урбанистичко-планска документација, може да се изврши пренамена, односно пренамена на класата на намени заради усогласување на намената на бесправниот објект кога се работи за намена на парковско зеленило D1 и намена D2 заштитно зеленило. Значи тука нема ништо сесија согласно правилникот и законот за бесправно изградени објекти. Отварам дискусија по Како? за Зорна Мала, за Зорна Мала не стана. За парцела што е така наречено Зорне Мало, во единство што е. Само за побирам Да, Зорна Мала, да. Не е Од левото пак. мислам дека не се работи за таа Парцела, карате да се наложи. Зорна Мала, све зеленило, планирано, непланирано. Значи, овој простор е подловачки. Сега имам тука скица, дали ако сакате може да направите увид за скицата. Значи, тука има и други објекти, значи, изградени сега во новиот генерален урбанистички план, ќе го тргнеме заштитното зеленило, односно ќе го намалиме појасот, за да можат сите да си ги легализираат објектите. Повелена. Моето прашање е дали подаден реколиката да се извинувам. Моето прашање е дали целата парцела ќе се легализира, затоа што стана збор за парцела 15 000. Значи тука само објектот се легализира. Значи само за земјиштето под објект, освен се Што парцелата се води во Да, не, само земјиштето под објектот. Значи секој објект што се наоѓа на земјиште на Република Македонија се легализира само тој дел што е под објектот, односно може да се додели на брак. А всушност тука оваа квадратура станува збор за намалување на зеленилото, сигурно. Да, само под да. објектот. Да. А ние сега со новиот генерален урбанистички план целосно ќе го ослободиме тој дел бидејќи има потреба. Тоа ми беше изборот. Да. По намалување. Дали има други прашања? Доколку нема, 10-та точка е ставам на гласање, кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, 10-та точка усвоена. Ќе ни требаше за последната, затоа да. 11-та точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2518 во КО Конотница, општина Крива Паланка. Има ли потреба од објаснување? Отварам дискусија.
Доколку нема пријавени за збор, 11-та точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за. 11-та точка е усвоена. 12-та точка. Предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 2973 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Да, повели Мари. Значи тука според веќе постоечка генерален урбанистички план намената е променета во еден домување во стамбени куќи, а според стариот детален урбанистички план е А2 домување во стамбени згради. Значи таа намена веќе е направена со генералниот урбанистички план. И сега со изработка на нов детален урбанистички план ќе се предвиди како што е во генералниот урбанистички план А1 домување во стамбени куќи. Има ли некој друг да бара збор? 12-та точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за. 12-та точка е усвоена. 13-та точка е предлог одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши согласување на намените за КП број 134/1 и дел од КП број 4603 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка. Потреба од објаснување? Отварам дискусија. Бидејќи никој не бара збор, точката ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за, точката е усвоена. И последната 14-та точка, предлог одлука за ставање во сила на одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за КП број 1371/1 и 1371/2 во КО Крива Паланка, општина Крива Паланка, број 07/1630/19 од 8.6.2012 година. Рековте дека има потреба од објаснување, повели раководителка. Значи, по донесување на оваа одлука настаната е промена, односно од страна на барателите, правена е физичка делба на земјиштето и сега се работи за повеќе катастарски парцели, за да немаме разлика во одлуката со донесената урбанистичка согласност и решението, потребно оваа одлука да се стави во сила и за наредниот совет ќе донесеме нова одлука согласно измените кои што се настанати. Бидејќи има доставено дополнителен геодетски елемент. Благодарам, отварам дискусија, дали некој бара збор? Мари? Што сам по технички карактер, мислам дека одлуката на крај 27.4.2019 само службите предпоставуваат. Грешка. Грешка, од овој стане до 2019. Дека да, донасаме во сила. Сега 2020. А не најгоре. Да, технички, по технички карактер. Добро се припуќа 2020 грешка е направена. Друг некој даде два разбор? 14-та точка ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 18 гласа за. 14-та и последна точка е усвоена. Со ова исцрпен дневниот ред, колеги советници, ви благодарам за присуството, за военото време и храброст да не ви го затворим простор, секој да држиме. Се надевам дека во иднина може би малку ќе се пософистицираме, ќе видиме како, ако продолжи ситуацијата, може би ќе одржиме и некоја седница со конференцијска врста. Ќе се договориме или пак ќе направиме на отворено. Благодарам за присуството.